Слушате Дневникот на Сител. Во студиото со вас, Славица Арсова. Добро вечер и добре дојдовте. На почеток на станите на денот. Заседание на главниот штаб за кризи за состојбата со водата во Гостивар. Пожарот во Кавадарачко се уште активен, но под контрола. Сомневање дека бил подметнат на 2 август. Над 200 повици дневно до брзата помош во екот на топлотниот бран. Нов сомнителен случај на западно-нилска треска во Скопје. Симптомите се најизразени кај повозрастните и хронично болните. Од поноќ ново поскапување на дизелот, литар гориво само половина денар под стотката. Притвор за узурпаторката на локалитетот Куклица предизвикала нов инцидент. Грција во тешка битка со шумските пожари. Нивото на Дунав порасна за неколку милиметри. За изборниот законник, политичкиот диалог, можниот консензус околу евроинтеграциите, но и локалните теми во градот Скопје. Мој гостин во тема на денот, пратеникот од Левица Амар Мециновиќ. Останете со нас, почнува Дневник. Водата во Гостивар и натаму не смее да се пие, но надлежните уверуваат дека е безбедна за капење и техничка употреба. Иако во мрежата е откриена нова бактерија. За укинување на забраната ќе се чекаат 3 последователни негативни тестови, а дотогаш продолжуваат хиперхлорирањето и засилените контроли. Гостиварци се без питка вода речиси 3 недели. И покрај бактеријата во водоводната мрежа во Гостивар, водата смее да се користи за капење и како техничка вода, но забраната за пиење се уште важи. Иако изјавите на надлежните беа дека бактеријата може да предизвика инфекции на кожата, очите, ушите, уринарниот тракт, сепак поденешниот главен штаб за кризи соопштија дека е безбедна за техничка употреба. За питка вода најави се уште нема. Ќе се чекаат 3 последователни тестови кои ќе потврдат отсуство на бактерии. Министерот за внатрешни работи апелираше до граѓаните да ги истекуваат чешмите во домовите. Треба да се истекува водата максимално во наредниот период, колку што е можно повеќе ги замолуваме граѓаните да ја истекуваат водата до секој едно корисничко место кое што го поседуваат и во приватна собственост. Да, водата се хиперхлорира целокупниот временски период. Во рамки на почетната точка таа достигнува и до максимумот на дозволено законско ниво на хиперхлорирање, кое што е прифатливо, да кажеме, вака за вакви услови на кризна состојба која што ги имаме. Станува збор за бактеријата Pseudomonas aeruginosa која се појавува во застоена вода. Во следниот период почесто ќе се мери квалитетот на водата од различни точки и хиперхлорирањето продолжува. Бактерија најчесто се јавува како биофилм во цевководниот систем и најчесто се јавува од застоена вода. Со оглед на тоа дека претходно имаше и забрана за водата да се користи ниту за пиење, ниту за техничка, е очекувано истата да се јавува во примероците. Затоа и постапено согласно протоколите. Хлорот кај каптажата е качено малку на повисоко ниво, правено е во неколку последователни периоди испирање на водоводната мрежа и целиот тој процес ние го следиме континуирано како лабораторија. Во Гостивар нема питка вода речиси 3 недели, односно од 17 јули, додека водата како техничка смеа да ја користат од пред една недела. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Очекувано ова е една од темите околу која партиите си разменуваат препирки. Од СДСМ утрово побараа кривична одговорност од премиерот Мицкоски и од министерот за здравство Клековски. Од ВМРО ДПМН пак тврдат дека постојат бројни документи кои покажуваат дека Гостивар во повеќе наврати пиел загадена вода во времето кога СДСМ беше на власт, додавајќи дека тие ниту во еден момент не реагирале соодветно. Министерот Клековски најавуваше дека од оваа недела водата ќе може да се пие. Мицкоски рече дека има бактерија. Сега и официјално е потврдено. Присутна е опасната бактерија Pseudomonas aeruginosa, која има сериозни последици по здравието на човекот. И ова е страшна информација. Обвинителството мора веднаш да отвори истрага. Мора да има кривична одговорност за Христијан Мицкоски, Сашо Клековски и сите одговорни лица во институциите. 21.6.2023 година, во топли времиња, Социјалдемократскиот сојуз, додека беше на власт, не им кажа на граѓаните на Гостивар дека водата не е за конзумирање, туку ги остави да се трујат граѓаните. 5.7.2022, 19.7.2022 година, ова се документи
кои стигнувале до Венко Филипче, но тој не наишол на разбирање. Под контрола е големиот пожар во Кавадаречко, кој изминатите денови беснееше на потегот Раец, Дреново, Кесандре. Надлежните очекуваат огнот целосно да биде изгаснат до крајот на денот. Откако утринава во гаснењето се вклучија и 3 ер-трактори. Градоначалникот Јанчев се сомнева дека пожарот бил подметнат, бидејќи избувнал истовремено на 5 меѓусебно оддалечени локации. Даниел Василев беше на овој терен. По ден и половина битка пожарот кај Кавадарци барем накратко беше ставен под контрола. Сепак, на тешко пристапниот терен, во текот на целиот ден, се забележуваа нови жаришта кои распламтуваат. Теренот е многу лош. На некои места е многу стрмен, на други места има трње, грмушки, густи трња низ кои што човек не може да се движи. Само неколку часа беше под контрола пожарот во околината на Кавадарци. Растот на температурите во попладневните часови повторно го распламнаа пожарот кој беснее од 2 август. Според првичните информации или сомнежи, станува збор за подметнат пожар со оглед на тоа што се појавил на 5 места одеднаш и тоа навечер нешто по 21 часот. На 5 локации оддалечени од 500 до 700 метра, очигледно подметнати локации во непроводни предели во село Раец, атарот на Раец, село Чесендре и село Дреново. Гори главно нискостеблеста шума, но огнот со себе носи и лозија, се приближи до околните села. Вчера тука беше една жива катастрофа, би кажал. Имавме негде околу 10 километри подолжна линија на самиот пожар, со голем обршта на горење на нискостеблеста шума, на грмушки, на трева и загрозување на селото Раец, Чесендри и на селото Дреново. Годинава поради дождовите сезоната на шумски пожари почна подоцна од вообичаено. Но сега, кога цела Европа е под топлотен бран, надлежните стравуваат дека доколку состојбата излезе од контрола, Македонија ќе биде ограничена во барањето на помош преку Европскиот механизам за справување со пожари. Ве молам, бидете внимателни. Доволно е само една искра да настане катастрофа која што може да убие човек. Даниел Василев, Сител телевизија. Пожарите се еден од проблемите кои ги носат горештините. Веројатно уште посериозни се здравствените ризици, особено за повозрастните граѓани, бремените жени, но и оние кои влечат хронични болести. Поради најавените високи температури до 7 август, Институтот за јавно здравје апелира граѓаните да ги почитуваат препораките за заштита од топлотниот бран, особено во периодот од 11 до 17 часот, кога ризикот од изложеност на сонце е најголем. Најдобро е во овој период да се остане во климатизирани простории, но доколку се јави потреба да се излезе надвор, тогаш да се носи лесна облека, капа и очила за сонце и да се бараат сенки. Храната треба да биде лесна и умерена и да се внесува повеќе вода. Ако чувствувате зашемитаност, слабост, вознемиреност или имате интензивна жет и главоболка, побарајте помош. Преселете се во постудено место, колку што е можно побрзо измерите својата телесна температура. Службата за итна медицинска помош информираше дека во овие денови значително е зголемен бројот на реакции на терен. Нивните екипи бележат дури и по 200 повици дневно. Уште еден повозрасен пациент со симптоми на западно-нилска треска е примен на инфективната клиника. Во болница се лекуваат вкупно 17 лица, тројца од нив се во критична состојба и приклучени на апарати за дишење. Лекарите предупредуваат дека најтешките форми на болеста се јавуваат кај лица над 60 години и кај хронично болни. Оваа година потврдени се 13 случаи, сите од главниот град. Уште еден повозрасен скопјанец со симптоми на западно-нилска треска. Утринава е примен на инфективна. На клиниката поради компликации од вирусот кој го пренесуваат комарците, хоспитализирани се вкупно 17 пациенти. Тројца се уште се во критична состојба и на апарати за дишење. Според клиничката слика, сите имале воспаление на мозокот и мозочните обвивки од вирусно потекло, иако кај 6 на PCR тестовите биле негативни. PCR технологијата не е златен стандард кај невроинвазивната форма на Вест Најлот, така што ние уште тие пациенти се подложени на дополнителни лабораториски исследувања и се лекуваат и се третираат како пациенти со западно-нилска треска. Сите пациенти кои се на болничко лекување на инфективна со западно-нилска треска се лица над 60 години и со други хронични заболувања и затоа развиле потешка форма на болеста. Инкубацијата на болеста трае до 14 дена. Никој не може да предвиди како ќе се одвива во одреден организма. Тоа што се знае досега е дека
нормално подложни се повозрасната група. Сите пациенти што се хоспитализирани кај нас се над 60 години возраст и сите се со придружни заболувања. И тоа треба да се напомене. Според директорот на инфективна, многу висока температура, треска, силна главоболка, замор, малаксаност се дел од симптомите на западно-нилската вирусна инфекција. Кај околу 80% од лицата кои се каснати од заразен комарец, болеста поминува лесно и без никакви симптоми. Инаку годинава има најмногу, вкупно 13 потврдени случаи и сите се од Скопје. Александар Динев, Сител телевизија. Од полноќ ново поскапување на дизелот, литар гориво само половина денар под стотката. Притвор за узурпаторката на локалитетот Куклица предизвикала нов инцидент. Од полноќ нови цени на горивата. Дизелот повторно поскапува, бензините поевтинуваат. Регулаторната комисија дополнително ја примени одлуката за намалување на акцизите, со што спречи дизелот да ја надмине границата од 100 денари за литар. СДСМ обвинува дека по секоја владина најава за поевтинување следува нов ценовен удар, додека ВМРО ДПМН тврди дека владата обезбедила стабилно снабдување и едни од најниските цени во регионот. Дизелот поскапува, бензините поевтинуваат. Регулаторната комисија ги објави новите цени на горивата. Од полноќ, литар бензин Евросупер БС 95 ќе се продава по 91 денар, 98 октанскиот за 93 денари, а дизелот ќе чини 99,5 денари. Во формирањето на цените, регулаторна применила дополнително намалување на акцизите. Па така, кај бензините акцизата сега е скратена за 2 денари, а на дизелот за 4. При пресметката, регулаторите ги анализирале берзанските цени во втората половина на јули. Без новото спуштање на акцизата, бензините по полноќ ќе се точеа по иста цена како досега, а дизелот ќе надминеше 100. Реагира од опозицијата. Дизелот денеска повторно поскапува, трет пат поред, откако Мицкоски најави намалување на цената. Како што веќе рековме, секогаш кога Мицкоски ќе најави мерки за намалување на цените, веднаш следува ново поскапување. Граѓаните веќе имаат страф од најавите на Мицкоски. Знаат дека ќе поскапи се, бидејќи со поскапување на дизелот поскапува транспортот, храната и останатите цени. Пишуваат од СДСМ. Од ВМРО ДПМН пак вела дека владата успеа да зачува сигурноста во снабдувањето со енергенси и да обезбеди едни од најниските цени на горивата во регионот. Граѓаните во ниту еден момент не останаа без гориво и не се соочија со ценовен шок. Тоа е резултат на навремени одлуки, добра координација, конкретни мерки кои обезбедија стабилно функционирање на целиот енергетски систем. Воспоставени беа ефикасни механизми за управување со кризна состојба. Обезбедени беа стабилен увоз на горива и доволни домашни резерви на енергенсите, со што снабдувањето на пазарот се одвиваше непречено во текот на целиот кризен период. Во петок државна статистика ќе објави колку поскапел животот во јули. Трошоците во јуни годинава пак, споредено со истиот месец лани, пораснале за 3,4%. Мартин Арсов, Сител телевизија. Македонската минимална плата според куповната моќ е највисока во регионот и над нивото на 7 земји членки на Европската унија, покажуваат податоците на Евростат. Но синдикатите предупредуваат дека статистичката споредба не ја отсликува реалноста, со нето минималец од 421 евро за покривање на основните месечни трошоци се потребни повеќе од 2,5 минимални плати. Вредноста на македонската минимална плата е највисока во регионот и поголема од 7 земји членки на Унијата. Евростат ги објави податоците за минималните бруто заработки на земјите членки, но и на кандидатите. Бројките покажуваат дека минималната бруто плата кај нас изнесува 624 евра и за 10 години се зголемила за 388 евра, односно во 2016-та изнесувала 236 евра. Ако се спореди покуповната моќ, според мерењата на Евростат, Македонија е пред Србија, Црнагора, Турција и Албанија, како и пред 7 други европски земји. Евростат не ги прикажува износите на нето минималецот, па токму тука синдикатот критикува. Македонскиот работник со 421 евро минимална плата е на самото европско дно. За месечните потреби според нивната кошничка, потребни се 2,6 минимални плати. Иако според пресметките за куповна моќ, Македонија има вредност што е става нешто повисоко на листата, ова не смее да биде причина за задоволство. Затоа што нема работник што ќе каже дека со минимална плата во Македонија подобро се живее отколку во другите европски земји.
Ова го потврдуваат и податоците од вредноста на синдикалната минимална кошничка, која за јули изнесува 68.498 денари, додека минималната нето плата изнесува 26.046 денари. Куповната моќ не значи дека работниците живеат подобро, туку само ја споредува вредноста на платите во однос на цените. Инаку, според Евростат, најниска минимална бруто плата од европските земји се исплаќа во Бугарија, 620 евра, додека највисока во Луксембург, над 2770 евра. Според куповната моќ пак, највисок стандард имаат жителите во Германија, а најнисок во Албанија. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Притвор за узурпаторката на локалитетот Куклица предизвикала нов инцидент. Грција во тешка битка со шумските пожари, нивото на Дунав порасна за неколку милиметри. Осум дена притвор за кратовчанката која незаконски наплаќала влезници и го узурпирала природниот локалитет Куклица. Обвинителството побарало притвор бидејќи таа со месеци не ги почитувала забраните, продолжила да се заканува и да се пресметува со посетителите, а при последното приведување и физички нападнала полицајци. Во меѓувреме почна и судењето за нејзиниот сопруг, кој е во 30-дневен притвор откако попречи инспекцијски надзор на локалитетот. Не предизвикувај! Кратовчанката која незаконски наплаќаше влез во локалитетот Куклица оди во притвор. По предлог на Кумановското јавно обвинителство, судот и одреди 8-дневен притвор на 41-годишната Стојна Димитровска. Најстрогата мерка за обезбедување е побарана бидејќи, како што наведува обвинителството, постоела опасност жената да побегне или да ги повтори делата. Осумничината подолг период и покрај сите досега преземени мерки продолжува да го узурпира локалитетот Куклица, кој со указ е прогласен за споменик на природата. Да им наплаќа влезници на посетителите без правен основ, да се расправа со нив и да им се заканува, со што постојано го нарушува јавниот ред и мир. На Димитровска и предходно и биле изрекувани мерки на предпазливост и забрана за посета на локацијата кои одбивала да ги почитува, а при последниот инцидент и физички се пресметала со полицијата кога се обиделе да ја приведат. Јавниот обвинител го имаше предвид и фактот дека против ова лице веќе е во тек постапка за продолжено кривично дело узурпација на локалитетот Куклица, во кој се изречени мерки на предпазливост, вклучувајќи и забрана да ја посетува локацијата, меѓутоа таа одбегнува да го прими и почитува решението. Од обвинителството за Стител велат дека по завршување на истрагата не се исклучува за Димитровска да биде побарано продолжување на мерката притвор. Последната пријава за неа полицијата ја добила за време на празникот. На 2 август околу 18 часот таа физички нападнала повеќе лица кои дошле во посета на локалитетот. Набрзо потоа жената била уапсена, а на предлог на обвинителот одреден и е притвор. Во меѓувреме во судот во Кратово денеска почна судењето против нејзиниот сопруг кој минатиот месец попречи увид на пазарните инспектори. Тој во моментов веќе е во притвор во траење од 30 дена. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Две лица се повредени во тешка сообраќајна несреќа што денеска се случи во центарот на Скопје на крстосницата кај собранието и градската општа болница Свети Наум Охридски. Во судирот учествуваа две патнички возила кои од целината на ударот се значително оштетени, а бил урнати еден од семафорите на крстосницата. На местото на несреќата веднаш пристигна екипа на итната медицинска помош. На повредените им беше укажана прва помош пошто беа пренесени во болница на понатамошно лекување. Според очевидци, непосредно пред судирот возилата се движеле со голема брзина, но причините за несреќата допрва треба да ги утврди полицискиот увид. Полициските службеници во јули напишале вкупно ништо под 21.000 казна за сообраќајни прекршоци, информираше МВР во соопштение утрово. Ништо над 4200 казни биле за брзо возење, а за безобзирно управување приведени се дури 496 лица. Минатиот месец вкупно биле одземени 333 возила. Околу 20.000 моторџии добиле казна дека не носеле кацига, а близу 4700 возачи добиле казна за погрешно паркирање. За споредба, камерите на Safe City, кои се поставени само во неколку градови и на автопатите, месечно во просек регистрираат околу 25.000 прекршоци. Да се формираат семејни центри за насилство во сите општини за намалување на малолетничката деликвенција, предлага ЛДП. Како да се намали врсничкото насилство? Анализа во 21.
Тајната дипломатија на владата за надминување на спорот со Бугарија предизвика нови обвинувања од опозицијскиот блок. СДСМ вели дека не му верува на министерот Муцунски и се сомнева во европските намери на ВМРО-ДПМН. Левица предупредува дека зад затворени врати се подготвува ново отстапување од националните интереси. Тајните разговори не се ништо ново во светската дипломатија, но СДСМ не му верува на министерот Муцунски, бидејќи според нив неговата партија не сакала Македонија да стане дел од Европската Унија. Во ред, во дипломатијата тоа функционира. Меѓутоа, јас не знам дали некој му верува, ние сигурно не му веруваме, веќе резултатите се катастрофални. Јас лично не го гледам него како министер за надворешни работи, надворешната политика ја води во оваа држава Христијан Мицкоски, он е извршител на сето тоа што стигнало како наредба од Мицкоски. Ние неколку пати подававме рака, неколку пати укажувавме дека е потребен консензус, меѓутоа никогаш таа рака не беше прифатена. И не е прифатена од проста и едноставна причина што никој во таа влада, почнувајќи од самиот премиер, не сака Македонија да ја види во Европа. Зошто? Затоа што таму постојат правила на игра, постојат строги принципи и никој нема да ви дозволи да крадете. Во Левица пак сметаат дека владата на ВМРО-ДПМН е спрема предавство на македонските национални интереси. Се обвистинија предупредувањата на Левица околу лажноста на ветувањата на ДПМН е дека тие со интегритет и достоинство ке застанеле во одбрана на државата, народот и јазикот. Моментално гледаме сценарио во кој МНР и владата го опипуваат пулсот на македонскиот народ за да искористат можноста да прошверцуваат еден ваков договор. Пред самонедела дена во манир на политички шпекулант, Муцунски ја коментираше ништожноста на одредени ставови во преговарачката рамка. За сега да излегува со коментари дека самиот тек на преговорите мора да остане во тајност, се вели во соопштението на Левица. Министерот Муцунски вчера во интервју за МИА потврди дека се водат разговори за надминување на спорот со Бугарија, но не откри повеќе детали коментирајќи дека на тој начин ќе го загрози процесот. Тврдеше дека владата останува на позициите дека не е подготвена за отстапки за прашања поврзани со идентитетот, историјата, јазикот и културата. Александар Спасовски, Сител телевизија. Собранието заминува на тринеделна летна пауза, но зад пратениците остануваат неколку крупни незавршени обврски, меѓу нив изборниот законник, кој наместо со договор заврши со повеќе од 13.000 амандмани и целосно блокирана постапка. Ова е една од темите за кои ќе разговарам со пратеникот на Левица Амар Мециновиќ. Добро вечер и добро дојдовте во Дневникот. Добро вечер, ви благодарам за поканата. Пред се сакам да ви го честитам Денот на Републиката вам, на вашата редакција и на сите ваши гледачи. Се надевам дека ќе имаме убав разговор денеска. Сигурно. По месеци работа изборниот законник остана блокиран. Ако ги следите соопштенијата на политичките партии, сите меѓу себе го вперија прстот зошто е тоа така. Кој беше виновен? Левица со 3500 амандмани, СДСМ со 10.000 или власта, како што вие тврдевте во тој процес? Јас сметам дека искрено ова е голем пораз за нас како општество, за напорите за демократизација на политичките процеси и голем пораз за севкупната политичка констелација која моментално имаме во нашето општество, затоа што сметам дека веќе долго време е јасно во јавниот дискурс дека нам ни требаат суштински промени во изборниот законник како би добиле еден порепрезентативен изборен модел кој ќе ги уважува гласовите на граѓаните на Република Македонија на правилен начин и така ќе представува нивната волја. Сметам дека ова што се случи со изборниот законник е навистина поразително и во суштина она кое се бара, тоа што го бараат невладините организации, тоа што го бараат меѓународните институции како ОПСЕ, како ОДИХР и така понатаму по нивните препораки, тоа што сите партии номинално застануваат зад тие реформи кои треба да се спроведат, едноставно не се спроведува. Тогаш се поставува едно клучно прашање, а тоа е капацитетот на оваа политичка констелација да донесе државнички одлуки. Бидејќи мислам дека овој процес беше целосно обременет со партиски интереси, а не со државнички одлуки. И сепак сметам дека најголемото разочарување за мене како граѓани на Република Македонија, затоа што моја е владата на ВМРО-ДПМН и моите интереси треба да ги представува, мислам дека најголемото разочарување во ВМРО-ДПМН затоа што не изнајде можност да донесе една државничка одлука и да донесем изборен законник кој ќе одговара на потребите на нашето општество. Сметам дека самиот процес во самиот почеток беше малку
компрометиран со тоа што СДСМ одби да влезе во процесот на работната група, ако се сеќавате, во Министерството за правда, и не беа присутни на лидерската средба каде што се разговараше за отворањето на изборниот законник, и со тоа СДСМ искрено ја ослабна позицијата на опозицијата во целиот процес, затоа што опозицијата не застана со целиот капацитет со кој можеше да располага, и така се оставија стотици илјади граѓани кои мислат поинаку од мислењата на владата, едноставно на маргините. Добро, но левица учествуваше. Успеавте ли вие на некоја од тие средби на работната група да го отворите и да го наметнете прашањето за една изборна единица? Затоа што во финалето, кога дојде до блокада, рековте дека тоа е суштинската причина. Иако во 3500 амандмани не се зборуваше за една изборна единица, туку за распределбата на буџетските пари. Да, во суштина едно нешто што мислам дека јавноста можеше да забележи, дека навистина, и ова ќе го експлицирам, нема само да остане како фраза, левица беше најконструктивна во целиот овој процес, затоа што ние сакаме нов изборен законник, затоа што на македонското општество му треба нов изборен законник. И секоја промена и секоја борба која може да се добие и да се избори е позитивна во насоката за демократизација на општество кое веќе одамна му е потребна таа демократизација. Сакам да кажам, ќе видите во процесот дека секогаш кога имаше некој вид на сопка или некој вид на апорија од каде што не можеше да се излезе, левица нудеше излезно решение. Дури на самиот крај ние пробавме да ја собереме опозицијата на маса, да изнајдеме заеднички настап пред барањата на Мицкоски, кои искрено беа потполно неискрени. Сакам да се надоврзам дека мене ми е жал што премиерот на крај одбра да му биде црвена линија диаспората. Јас мислам дека овој премиер требаше да застане зад црвена линија една изборна единица. Зошто? Затоа што не ветувавме ние наместо ВМРО ДПМН една изборна единица. Тие ветуваа и тие освоија власта. Никаде на граѓаните не им рекоа дека нивната главна цел за изборниот законник е воведување на гласање на диаспора. Туку ни рекоа дека една изборна единица. Мене ми е криво што Мицкоски на крај одлучи да се бори против нас, а не против тие кои беа против една изборна единица. Ако тој смета дека неговиот... Има ли неговиот... конкретен предлог за една изборна единица? Токму тоа е ве праша власта. Може ли да се договорите како тоа ќе изгледа, кој е прагот, каква ќе биде распределбата на гласови и така натаму? Значи, имаше ли некаков предлог левица конкретен во целиот овој процес? Затоа што навистина и ние како јавност не видовме некое конкретно решение кое произлегло од така, знаете, во работната група многу работи се дискутира. Например, можеме и да го отвориме прашањето, еве ќе ви кажам, ние уште на самиот почеток сакавме да го отвориме прашањето платеното политичко рекламирање потполно да биде исклучено, да не постои просто. Сметаме дека тоа е фер, но другите политички партии тоа не го прифатија, затоа и отстапивме од тоа барање и бараме консензус кој ќе биде фер и ќе ни даде демократски избори на сите подеднакво да настапуваме, така и со едната изборна единица. Во суштина ние го отворивме прашањето, но таму каде што не можеше да се дојде до консензус за една изборна единица, бидејќи во овој случај вреди најексплицитно се буни за една изборна единица, тие се против една изборна, иако и ВМРО е против една изборна единица во суштина, ние не сакавме изборниот законник да не биде донесен. Нас ни требаат дел по дел да го демократизираме изборниот процес. Дури на самиот крај, кога се постави прашањето за диаспората, ние рековме, ајде и од тоа да најдеме излез, компромисно решение, па ние така понудивме да се гласа само на председателски избори, затоа што сметаме дека председателот има ингеренции во надворешната политика и дека е дури прикладно тоа така да се изведе и диаспората да гласа преку пошта. Сакам да кажам, во овој цел процес ние бевме најконструктивни и сакавме да дојдеме до консензус, но во моментот кога Мицкоски ја изведе диаспората, тогаш на неговата димна бомба ние одговоривме со линија за тоа што ни е потребно најмногу, а тоа е една изборна единица. Во моментот кога Мицкоски одлучи да поставува услови за носењето на изборниот законник, тогаш ние го поставуваме условот на народот, го поставуваме условот на невладините организации, го поставуваме условот на меѓународните организации. Доколку Мицкоски сака диаспората да ја вклучи во гласањето поексплицитно, иако за јавноста да се нагласи диаспората веќе има право да гласа. Добро, да се олесни. На изборите да се олесни патот, ние рековме дека во тој дискурс мора да влезе едната изборна единица. Дури јас би искоментирал дека искрено мислам дека крајниот резултат на се ова е еден заговор на партиите кои владеат сега и кои владееле претходно, затоа што партиите имаат една
главна улога, а тоа е да дојдат на власт и да останат на власт, и едноставно овој изборен законник им одговара на овие партии. Овој недемократски изборен законник им одговара на овие партии, бидејќи мислам дека доколку имаше волја да дојдеме до вистинско решение, ќе дојдеме до вистинското решение. Јас би сакал да повикам до ВМРО-ДПМН дека има време, повикувам до премиерот Христијан Мицковски да излезе од теснопартиските интереси, да покаже државнички капацитет, затоа што тоа ние го бараме како граѓани на Република Македонија од него, и да се уважат сите гласови подеднакво, затоа што иронично ние да зборуваме за уважувањето на гласовите на диаспората, додека имаме нерепрезентабилен изборен модел. Вие знаете дека во изборна единица 1 не тожат исто пратениците како во изборна единица 6. Затоа ние сметаме дека треба да се олесни пристапот до исполнување на волјата на нашите граѓани во Република Македонија, а потоа можеме да дискутираме и за модел за воведување на диаспората повеќе во овој процес. Кој е прагот ваш на компромис околу изборниот законник за да ги повлечете тие 3500 амандмани кои се однесуваат, па ќе кажам, само на распределбата на пари? Дали се парите или други услови па не, за да се деблокира? Вака ќе ви кажам затоа што ги исполнуваме парите. Затоа што возот за ние сега сите како на 15 јули истече рокот кога можевме да штиклираме 10-та точка од реформската агенда, но не заврши потребата да имаме избори следната пролет или понатаму кои што ќе бидат според препораките на ОПСО, ОДИХР, според меѓународни стандарди, значи таа дискусија не може да ја сметаме за затворена. Така е, дефинитивно, и баш затоа што јас настапував на претходните локални избори и од искуството кое јас го имав на локалните избори, но и сите ние како граѓани на еден главен град во европска држава, затоа што имавме избори во втор круг каде што двата кандидати не беа со еднакви можности за настап на изборите. Инаку и на седницата на Уставниот суд се дискутираше нели за оваа одредба, ако граѓаните го следат дека тоа ние го оспоруваме, а некои од уставните суди извади аргументи дека тековното законско решение затоа што не обезбедува еднаков настап на изборите, затоа и влијае на можниот исход на изборите. И тогаш ние треба да го поставиме прашањето: дали ќе дозволиме авторитаризмот да биде пред демократијата или ќе се определиме за демократијата? Во овој случај левица е само вакуум просторот кој треба да го третираме, затоа што доколку се потврди овој преседан, левица да настапува со хендикеп на изборите, тогаш секоја следна партија која ќе сака да им ги помати сметките на партиите кои владеат, ќе биде ставена под хендикеп. Тоа значи дека ние одиме кон авторитаризам доколку се задржиме само на дискусија за парите, затоа што зборуваме за еднаков пристап до изборните механизми. Јас како кандидат на изборите за локалните избори сметам дека најстрашното нешто што можеме да го направиме е да отидеме на уште едни избори каде што нема да имаме фер избори. И од еден во друг циклус ние ќе поставиме норма и ќе имаме деградација на демократската атмосфера во Република Македонија. Вие практично на локалните избори бевте без буџет од државните пари, на парламентарните претходно користевте средства бидејќи немавте поголем број од 5 прати немавте пратеничка група, но горе-долу гласовите кои левица ги освои беа тие 67.000 на парламентарните избори, 57.000 на советничките листи. Така со многу помала излезност, апсолутно. Неспоредливи се, мислам, различен тип на избори, различна излезаност. Прашањето ми е дали е ова прагот на левица, достигнат ли е плафонот кој што може партијата да го достигне, со оглед на тоа што со СДСМ сте во конфликт, со ВМРО-ДПМН сте во конфликт, со невладиниот сектор не гледаме некоја поширока соработка или некаква платформа. Дали е левица партија која во моментов ја гледате единствено како партија која вечно ќе биде контра на останатите, но никогаш нема да преземе одговорност и да управува? Апсолутно. Јас мислам дека задачите кои се исправени пред левица се сега, баш сега се токму поразлични него што беа во изминатиот период, затоа што сметаме дека со вакуумот кој се наметна на политичката сцена, во суштина кога ќе кажете да, во конфликт сме со ВМРО-ДПМН и ќе бидеме до последен ден во конфликт со ВМРО-ДПМН, затоа што сме им најистакната опозиција. Тоа цела Македонија го знае. Во суштина, левица сега има задача да го обедини граѓанството, да ги обедини сите елементи кои сонуваат за еден друг општествен амбиент, поинаков од овој. Левица треба да се исправи пред таа задача и ние веќе комуницираме со некои политички чинители кои настапија независно на минатите избори. Разговараме со некои политички чинители кои се веќе во советите на локално ниво, така што левица е во процес на окрупнување, на
гравитационото поле околу себе, затоа што сметам дека таа е задачата која ние сега треба да ја носиме, бидејќи многу граѓани во Република Македонија не се задоволни со ова што се случува сега. Додека опозицијата во овие услови, ако ја видиме СДСМ и во овој случај ДУИ, сметаме дека го немаат политичкиот кредибилитет и капацитет да бидат локусот околу кој ќе се обединат силите кои ќе се спротивстават на власта за следните избори. Поради тоа што константно ги критикувате на овој начин СДСМ, тие ви ја лепат етикетата дека всушност вие сте лажната опозиција на ВМРО ДПМН и дека со нападите кон вие го слабеете тој опозицијски блок. Нема ли капацитет опозицијата на вистина да биде обединета или за левица е поважно да биде прва опозицијска партија отколку некогаш да може да издействува доаѓање на власт? Ова искрено, тоа што го кажавте, апсолутно е така. На левица е многу битно да биде прва опозицијска партија за да го наметне темпото на работа на секоја идна каква и да е констелација политичка. Затоа што сакам да ви кажам, левица постои и расте заради недостатоците кои конвенционалните партии, а особено СДСМ ги има во изминатите 20 години. Левите гласачи во Република Македонија се оставени сами на себе. Нема левичарска платформа, нема левичарска економска политика и нема левичарски вредности за солидарност, егалитарност и социјална држава. Ние гледаме како сите тие вредности на кои е поставена нашата држава, бидејќи е социјална држава, се распаѓаат. Едноставно во вакуумот на недостатоците на СДСМ кои не им ги наметнувам јас, тоа се недостатоците кои самите ги имаат наметнато, левица е одговор на тој вакуум простор. Така што сметаме дека времињата се менуваат, особено во Скопје тоа беше нагласено. Јас ќе ви кажам затоа што прашањето беше за нашиот лимит, а левица е сега втората партија во град Скопје и тоа веќе нема да се смени поинаку. Добро ги споменавте локалните избори, резултатите од нив. Ева после колку се поминати 9-10 месеци од тие избори, може ли да издвоите нешто што вашиот противкандидат кој победи на изборите направил исправно? Тој например вели дека се вратени 40 на милиони евра долгови на јавните предпријатија. И со голо око може да се забележи дека некои работи во градот се менуваат. Може ли левица или вие како кандидат да признаете во некој дел дека има придвижување кон позитивно во главниот град? Апсолутно, бидејќи на локалните избори, ќе се сетите, јас бев на интервју кај вас, ние разговаравме дека ситуацијата во Скопје е стварно ужасна и дека мора да се действува што побрзо. И верувајте, како човек кој сака да живее во еден убав град, на вистина, ние сите сакаме Скопје да го видиме во подобро светло. Јас навивам за градоначалникот нешто да направи. На нас ни требаат мали победи во Скопје, на нас ни треба нешто да се придвижи. Јас како човек сакам да видам градоначалникот на Скопје да прави позитивни работи и да го подобрува животот во Скопје. И апсолутно дека се подобрени работите затоа што е прекината блокадата на ВМРО-ДПМН. Тоа е вистината која треба да ја согледаме. После 4 години хендикепираност на градот, после 4 години мафијашка блокада меѓу другото, сега конечно е направена деблокада. Но таа деблокада оди во насока на извршување на дејности на градот кои сепак одговараат на личните интереси на луѓето блиски до ВМРО-ДПМН. Апсолутно, клучката кај Момин Поток кога ќе се направи тоа ќе биде брилијантно за град Скопје. Јас навистина се радувам за тоа. И за секое мало историска е таа веќе клучка. Фантастично, таа е тргната веќе од 2020 да се прави ако се сеќавате и тоа се убави работи. Но јас сметам дека во изминатите 9-10 месеци не се направени доволно работи, затоа што мене уште не ми јасно како после 9-10 месеци Скопје уште нема нови автобуси. Еве сега имаме нови информации за тендер, но да пропаднаа тендери, но тоа не ја менува реалноста, дека нашите граѓани кои зависат од тој јавен превоз да дојдат на работа, зависи хармонијата во нивното семејство просто од условите кои градот им ги дава. Реалноста е дека секојдневниот живот на скопјани не е сменет. Скопјани и понатаму живеат во еден главен град кој се распаѓал. Понатаму, проблемот е што, еве јас, затоа што мене ме прашувате, например, мојот концепт за како левица би го водела град Скопје кога добиевме пред 9 месеци е поразличен од ова што го гледаме сега. Затоа што сметам дека доколку ние победевме, победата ќе беше на сите. И ние едноставно ќе бевме отворени да ги слушнеме сите и заедно да го правиме градот и политиките. Има ли простор за тие 6 советници во градот да бидат вклучени и да нивните предлози бидат некогаш прифатени? Апсолутно, тоа ми е поентата. Но сега имаме градоначалник кој не сака да соработува со опозицијата. Нашите иницијативи биваат одбивани.
За буџетот не беше консултирана опозицијата, за ребалансот на буџетот не беше консултирана опозицијата. Да, и него ни гласавте го. И него гласавме, затоа што нема никаква комуникација. И ова се последиците едноставно на бирање на една ригидна структура партиска, како што е ВМРО-ДПМН, и една нова сила која ќе мораше да постави нови стандарди за работа, а тоа е левица. Ние и понатаму се надеваме, јас како што ви кажав на почетокот, јас сакам овој град да го видам во поубаво светло и се надевам дека така ќе биде во следните години, но реалноста е дека ние до 2029 најверојатно ќе изгубиме години, ќе изгубиме можности да се подобри едноставно животот во град Скопје и ќе имаме уште полоши услови. Меѓу другото, сакам да ви посочам дека има сега една нова контроверзија во поглед на владењето на град Скопје, тоа е законот за Скопје Европска престолнина на културата 2028 година, чие законско решение ние најавуваме дека во собранието не може да помине, ние ќе го блокираме на начин на кој што можеме, колку ни дозволува деловникот и можностите, со филибастери и така натаму. Зошто што е спорно? Сепак тоа е затоа што целиот тој проект се прави со многу меѓународни партнери. Тоа не е нешто што го прави политичката апсолутно, само на знаете, има примери, еве, да не остане вака, јас после емисијата ќе се надоврзам на мојот личен профил, ова ќе го експлицирам, има примери од други градови кои го добивале овој епитет и верувајте, имало коруптивни сделки таму, значи повеќе е за локалната власт и централната власт во самата држава како ќе постапи со тоа, него ли до самиот проект, сакам да кажам. А во случајот на Скопје и со носењето на тој закон има две многу контроверзни работи. Прво, Орце Георгиевски го назначи Маријан Цветковски, ние го знаеме како долгогодишниот директор на јавниот сервис, за директор на фондација која уште не е основана и директор кој треба да го постави управниот одбор на фондацијата која уште не е основана. Тоа значи дека целиот процес е веќе договорен, значи исходот на таа фондација треба да биде така што Маријан Цветковски ќе биде директор, а од друга страна, јас искрено ќе ви го кажам, јавниот сервис на Република Македонија има најлоши резултати во регионот заради работата на Маријан Цветковски. Тој ја има деградирано работата на јавниот сервис и така ќе бидат резултатите во поглед на фондацијата за Европска престолнина на културата. Затоа ние нема да дозволиме овој закон да помине, нема да бидат заобиколени сите луѓе кои на чиј грб живее културата на Скопје и кои ја креираат културата на Скопје. Напротив, локалните власти, посебно властите на Скопје, преку поголема вклученост на Советот на град Скопје, но и сите релевантни луѓе од фелата да донесат една понуда која ќе биде достојна за Скопје, а не достојна за коруптивни потенцијални криминални влијанија. Амар Мециновиќ во тема на денот, благодарам за гостувањето. Ви благодарам многу. Во продолжение ги гледаме вестите од светот.